Новата влада на Димитар Ковачевски нема да донесе ништо ново. Преструктурирањата се за да се зачува мнозинството до следните парламентарни избори наредната година, велат аналитичарите. Сефер Селими вели дека главна цел е да се обезбеди стабилност и функционалност на парламентот. Но и стабилно мнозинство со кое ќе успеат некако да ги надминуват тие пречки и внатре партиски, но и коалицијски кои ги имат, и со тоа да можат да си го довршат својот мандат до 2024. Инаку не би очекувал дека ќе има некој голем пресврт што се однесува на доброто владење или пак борбата против корупција или некое друго поголемо изненадување од тоа како што функционира досега. Ова рекомбинација, би рекол, прекомбинација на владеачкото мнозинство беше само со цел да се сочува власта. Немаше никакво влијание апсолутно во однос на обезбедување или необезбедување на двотретинско мнозинство за промена на уставот, со оглед дека Алијанса и без да влезе во власта, рекоа дека ќе го поддржат. Селими вели дека сите добиваат по нешто и сите во исто време губат од оваа ситуација. Новото владено мнозинство ќе има уште една година да ги надмине внатрешните подолби во партиите. И да го добива кредибилитетот и тоа што и на некој начин им недостасува на новите раководства, посебно на Алијанса на албанците и на СДСМ. Од друга страна, ВМРО ДПМН добива можност за нови критики кон владеачките партии, но од друга страна постои ризик, освен тенденцијата од страна на опонентите да ја изолират, она и сама да се самоизолира со радикализирање на наративот, посебно кон албанците. Божиновски пак смета дека најголем губитник е алтернатива, која пред само една година ја спаси власта. Со влезот на Алијанса во владата, СДСМ и ДУИ си купија уште неколку месеци владење. Иако политичката цена која што ќе ја плати СДСМ е уште поголема. Но добитник ќе биде без смета Божиновски, која сега ќе се промовира како главна опозицијска сила во албанскиот блок, но и ДУИ. Какви ќе бидат последиците по Алијанса, позитивни или негативни, ќе се видат наскоро, додава тој. И тогаш ќе видиме дали едноставно гласачите на Алијанса се клиентелистички расположени и они може да ги сочуваат без разлика дали они и со кого прават коалиција, во случајот со ДУИ. Или пак основната сила на гласачкото тело на Алијанса беше токму она опозиција кон долгогодишното владење на ДУИ, што ќе предизвика намалување на нивната поддршка, односно прелевање на гласовите кај Беса. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.